Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е седмото издание на емисијата ТВ 103, во кое што ќе ви говорам за една интригантна ТВ серија која што изминатите неколку години се провлекуваше на стриминг сервисот Netflix, која што успеавме во пред неколку месеци да ја добиеме и комплетната конклузија, така што приказната е затворена и може да зборувам надолго и на широко за сето тоа што можевме да го погледнеме во ТВ серијата Dark, односно станува збор за една научно-фантастична серија која што таргетира теми кои допираат и до квантната физика и до криминалистиката, односно започнува на самиот тој наивен начин, допирајќи до една мистерија за исчезнувањето на децата во малото градче. Меѓутоа, во тоа мало градче има многу случувања кои што се навидум необјасливи за на прво гледање, меѓутоа се си има свое зошто и се си има свое затоа во ова серија во која што минатото, сегашноста и иднината се меѓусебно поврзани. Со тоа што серијата ги надминува координатите и на времето и на просторот, за да знаете како. За тоа ќе треба да останете во текот на емисијата. На почетокот на емисијата слушнавме композицијата Stinkfist и 46 and 2, односно тоа се две композиции кои што се наоѓаат на албумот Animal од 1996 година на одличниот бенд Tool. Ова е нивниот втор долгосвиречки албум, издаден за Zoo Records по нивното деби Undertow, снимено во периодот од 1995 до 1996 година, продуциран од Дейвид Ботрил. Наслов кој што е спој на Анима и Енема, албум посветен на комичарот Бил Хикс, кој што разработува од една страна теми на дисоцијативната анестезија, ритуалната магија и триповите на Тимоти Лири, како и стегите на религиозниот фундаментализам. И уште на овој албум си поигрува бендот со обликот на буклетите, правејќи од нив мултимедијални инсталации, овој пат анимација постигната со помош на слики. Едно албумско ремек дело на прогресивната музика, кое ги воодушевува сите музичари и слушатели ден денес кои имаат допрено инструмент во нивната рака, водени од гласот на Мейнард, од рифовите на Адам Джонс и пулсирачката ритм секција на басот на Джастин Ченселер и Дени Кери. За тапаните создаваат незаборавни композиции со интерлуди помеѓу нив, одржувајќи го ведриот дух пред се на слушател. Тие ја имаат тие интермеца. Таа намена во ова одлично дело, од кое што ќе може да ја слушнеме и композицијата H, а по неа ќе следува традиционално една композиција од Rage Against the Machine, односно ја слушаме Wake Up. Rage Against the Machine слушаме по секоја емисија на ТВ 103, затоа што сте безобразни и тешко ви е да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет, ќе слушаме Rage Against the Machine. А доколку сакате да погледнете што се случува во окното во малото германско градче Винден, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени затоа што започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е седмата епизода на емисијата ТВ 103, во која што ќе ви говорам за Dark, која што представува научно-фантастична веб серија создадена од страна на Баранбо Одар и Джантје Фрисе. Премиерата ја имаше серијата на Netflix на 1 декември 2017 година, станувајќи првата германска серија на оваа стриминг платформа, иако не е првата интернационална, затоа што ако не се лажам серијата, научно-фантастичната серија 3% од Бразил од 2016 беше емитувана на
овој стриминг канал. Втората сезона се емитуваше на 21 јуни 2019 година, а третата на 27 јуни оваа година. Првата сезона брои 10 епизоди, а втората и третата по 8, што значи дека за секоја од сезоните ќе бидат потребни по 8 часа, затоа што иако е помногу број на првата сезона, епизодите се пократки, до 50 на минути достигнуваат најдолгите, а во наредните сезони достигнуваат дури над 1 час време трајање, така што горе-долу подеднакво време ќе ви биде потребно да ги изгледате трите сезони, односно 24 часа, едно целосно деноноќе. Како што можете да забележите, има еден голем временски јас помеѓу првата и втората сезона, во кој јас длабоко пропаднав. Именно ја изгледав првата сезона, првата недела од декември кога се појави, ја избинџав поштено во еден стив, меѓутоа се соочив со проблемот кој го донесе втората сезона, затоа што за 2 години јас ги заборавив сите ликови и нивните интеракции, затоа што тоа не беше единствената серија која што сум ја гледал во тие 2 години, туку една од преостанатите 200 серии. Така што Netflix ја упропастили можноста ова есенска серија да ја емитуваат во прикладното доба, па ја пуштија во пеколно лето, во кое последното нешто што ми се гледаше депресивна дожлива серија на 40 степени надвор. И тука доаѓаме до моментот на изнаоѓање на најсоодветен начин за гледање на серијата. Секако емитувањето комплетната серија во еден ден е најдобриот план и удел кој што може да го има Netflix, меѓутоа јас стиснав заби минатиот викенд покрај дожливото време и ги изгледав трите сезони ден за ден, додека ликовите и нивниот сооднос ми е свеж и сметам дека тоа е единствениот начин на кој што може да се изгледа серијата со внимание и без временска абстиненција помеѓу сезоните, затоа што ако не се прегледува претходната сезона пред појавувањето на новата, не верувам дека некој ќе може да ги поврзе нишките помеѓу ликовите и неколку ќе останат невоспоставени. Така што мој предлог е binge watch на трите сезони одеднаш, без повеќе дневни, повеќе месечни или повеќе годишни паузи помеѓу сезоните, затоа што што повеќе се оддалечувате од серијата, толку таа ќе стане похерметична за вас. Јас се изолирав во подеднакво депримирачко мало место и на дожливо време и ја пуштив од прва до последна епизода, така што викендот уживав со збиднувањата во кои што беа вклучени овие фамилии. Сега действието е ситуирано во мало фикционо германско градче, именувано како Винден. Првично серијата започнува како секоја друга криминалистичка трилер мистерија од рангот на Twin Peaks и неонуар филмовите на американскиот југ со исчезнување на детето Ерик, но набрзо дознаваме дека во градчето не е прв пат да започне серијал на исчезнувачки деца, туку на секои 33 години се повторува овој бизарен циклус. Дознаваме дека 4 фамилии, Нилсен, Доплер, Канвалд и Тидеман, кои се инволвирани во еден заговор кој што вклучува патување низ времето и со патувањето на членовите на тие фамилии во минатото и во иднината се комплицираат и без тоа нарушените релации на жителите на градот, од кои па секоја фамилија крие по некоја тајна. Иако започнува како крими мистерија, со серија со coming of age тропи кои што ги разработува со деца кои возат велосипеди и авантуристички приоѓаат на тајните окна, има ретро носталгија, нуклеарна централа во малата местност со експериментите кои предизвикуваат појавување на портали во други светови, со поврзаноста со пештерата. Ќе забележите дека има премногу сличности кога ќе се направи една паралела со Stranger Things, заради тоа што Stranger Things претходно го имаше своето деби на Netflix, а Dark доаѓаше по неа, но како прогресираше действието, ќе забележите дека Stranger Things е серија за деца од градинка во споредба на замрсените интеракции во германската серија, додека детективите Улрих и Шарлот се обидуваат да го расветлат исчезнувањето на Ерик и потоа на синот на детективот кој патува низ пасажот, низ времето
од 2019 во 1986 година, кога неговиот татко бил во средно училиште и ги слушал Креатор, имал долга коса и започнал нов циклус на снимување на деца. Нивно исчезнување пред се. Тинеџерот Јонас по самоубиството на неговиот татко влегува во пештерата и станува уште еден патник низ времето во тој 33 годишен Lunar Solar Cycle, кој што во првата сезона допира и до 1953 година во повоена Германија. Иако Јонас успева да маневрира низ времето, Улрих заглавува во минатото, исто како и Микл, неговиот син, со тоа што ќе израснат низ годините и воспостават релации со останатите ликови кои дополнително ќе ги помешаат нивните крвни линии, образат фамилии со веќе постоечките, што ќе предизвика проблеми конкретно за Јонас и неговата сакана Марта. Сега се начнува и оформувањето на две фракции, два табори на патници низ времето, кои ќе бидат доминантни носители на действието во втората сезона, посебно култот Сигмундус и Ерит Лукс, односно тие се имињата на двете фракции, кај што едните ќе ја представуваат светлината, а другите темнината. Библиските мотиви се присутни, од ликот на Ное и неговата арка до, се разбира, арка составена од луѓе, Адам и Ева, трите наречници и многу други алузии и откровенија, како што е, например, дождот на мртвите птици. Сега, во втората сезона се отвораат и две други временски инстанци, а тоа е 1921 година, односно годината пред отворањето на нуклеарната централа, и 2053 година, обвиткана во постапокалиптично сивило. Втората сезона ја изградува проширената митологија на серијата и недвусмислено си поигрува со тропите на патувањето низ времето на еден доста впечатлив начин, а во третата сезона веќе не се оди само во сферата на накривувањето на времето, туку и во рушењето на координатите на просторот, со тоа што се отвора едно ново пространство, односно паралелизам на постоењето, прикажувајќи еден маглив свет во кој за нијанси се разликува од екзистентниот, со начнување на паралелизирање на две апокалипси, кои Јонас и Марта мораат да ги спречат во 1888 година, светот на Франкенштајновиот громовник и индустриската револуција, 1954, 1987, 2020 и 2051 во првиот свет, додека во вториот ги имаме 2020, односно тоа е светот вивнат во пепел, и 2052 со прикажување на светот сведен на една пустинска Сахара, медмексовска пустелија. Третата сезона е водена од робувањето на Шопенхауеровата волја, како што мотото ја најавува оваа сезона. Кога ви потенцирам на доаѓачки апокалипси, тогаш несомнено дека отчукувањето на крајот на светот е референтно за Дони Дарко. Обидот за избегнување на смртта е аналоген на Final Destination, а самиот Back to the Future станува плоден филм за парафразирање и од самите ликови, кога е во прашање елаборирањето на концептот на патување низ времето, но во една ботал епизода, кај што Јонас се гледа себе си и се интервенира со Butterfly ефект, ме подсети мене на прекрасниот научно-фантастичен хорор Time Crimes, затоа што неизбежно е да се налета на својот двојник или тројник, ако човек се занесе да се шета низ децениите. Меѓутоа, колку и да се интервенира, ова серија, исто како и Death, за која што ви говорев во TV103 пред неколку епизоди, главната премиса е оклучена околу концептот на детерминизмот, односно на каузалниот след и причинско-последичната врска, која не може да се избегне. Се истражуваат димензиите на слободната волја, односно дали е воопшто таа возможна и постоечка, кога ликовите пред се ги носат предодредените одлуки или само се тешат со илузијата за незиното постоење, можеби. Концептот на предетерминизмот, односно предетерминираноста, се одразува на тој начин што ликовите колку и да сакаат да излезат надвор од шаблонското дејствување, само за да може да ја измамат смртта, тие
всушност ги одигруваат зацртаните потези кои што водат до повторливото комплетирање на постоечкиот процес, само што ликовите не се свесни дека ги повторуваат стапалките, иако нивното дежаву е тој глич во Матриксот, како што напоменуваат. Патувањето низ времето ги именува и пред се здобиваат не само со физички рани, туку и душевни лузни, кои од некои од нив создаваат скршени индивидуи, некои обесхрабрени битија, а од други човеколики монструми. Квантната физика секако дека мора да биде опфатена од најпопулистичките теории, како што Ајнштајн Розеновиот мост за теснецот меѓу црните и белите дупки, кои се аналогни на патувањето низ времето со порталите во пештерата, кои полесно се заменети со бункер, електричен стол, машина во куфер, црна материја, сферичен свод, кугла, громови и уште неколку уреди кои им се од помош на патниците низ времето за телепортирање. На тој начин ликовите заглавуваат во цикличноста на тој редундантен универзум на Ниче, а Бутрекс парадоксот се реализира со појавувањето на книгата од иднината во минатото на незиниот писател, која што ќе влијае на незиното создавање пред се. Во последната сезона веќе се разработува и експериментот на Шродингеровата мачка за истовременно поистоветување на сингуларниот и плуралниот свет, затоа што ако не се провери нели мачката во кутијата, може симултано да биде мртва и жива. Да не ја заборавам и примената на God's Particle, односно частичката која им дава маса на објектите, со тоа што минатото, сегашноста и иднината се илузија, така барем викам мотото на серијата, која откако ќе ја погледнете, ќе ја сватите неговата повеќе значност пред се. Символот на трајкета, односно третата димензија, се начинува уште од првата сезона, така што символите за меѓусебното поврзување се дадени од иницијалниот старт, а употребата на елементот цесиум е клучна за патувањето низ времето, што се установи постоењето на порталите. Ликовите се обидуваат да го најдат начинот за затворање на овие коридори низ времето, но постојано завршуваат правејќи го тоа што е предодредено од нив. Во серијата се потенцира дека се умират 3 пати, тогаш кога ќе се загуби наивноста, тогаш кога ќе се загуби невиноста и тогаш кога ќе се заврши животот, па така и ликовите ги базираат своите одлуки водени од поривите, одбивајќи да се откажат од зацртаните цели, што па станува клучна одредница за изнаоѓање на излезот од животниот лабиринт, од тој магичен круг во кој се затворени ликовите кои им робуваат пред се на емоциите. Јонас во текот на 3 сезони се обидува да го најде заедничкиот почеток за да го пресече јазолот, најпрво сметајќи дека неговиот татко треба да го спречи во самоубиството, потоа дека неговиот плод ќе биде спојката на световите. Меѓутоа, надвор од неговите себични побуди лежи клучот за спасот на светот, иако се соочува со фракции кои сакаат циклусот да продолжи непроменет и такви кои што сакаат да ја спречат репетитивноста, така што серијата е исполнета со погрешни одлуки во потрагата по причината за елиминирање на последиците. Серијата е снимена во 4K, односно во Ultra HD резолуција и има силен визуелен печат и е многу лесно се разликува и врз основа на самото темпо, односно на ритамот на течението на епизодите, а и пред се на ладнокрвниот пристап на глумата и воопшто начинот на кој што е реализирана научната фантастика и незините тропи во контекст на ова серија. Може тука да направиме една кратка музичка пауза, со оглед на тоа што веќе ги напоменав креатор дека имаат една од неколкуте клучни улоги во првата сезона, конкретно композицијата која што ќе ја слушнеме, не само што се реферира во серијата, туку и се цитираат стихови од незината лирика, кои што се повторуваат до самиот крај на третата сезона и го носи значењето на извршувањето на убиствата и поривот кој што го има убиецот во нив, односно станува збор за композицијата Pleasure to Kill на креатор, а во продолжение, од како ќе слушне неа,
нема да слушнеме композиција од тој албум, заради тоа што слушаме музика од 90-тите во TV103, така што од опусот на креатор од 90-тите го избрав албумот Outkast од 1997 година, 8ми долгосвиречки албум, издаден за Gun. Во 90-тите треш метал бендовите имаат криза на идентитет и се препуштаат на експериментирање и омекнување на својот звук, па и креатор не се имуни на овој потфат, но најчесто тоа се неуспешни потфати. Во случајот на креатор се оддалечуваат од треш метал, трзајот и вметнуваат рок-н-рол гитарски сола, тие ја менуваат поставата на албумот, додавајќи го тапанарот Јурген Вентор Рейл и гитаристот на Коронер, Томи Ветерли. Албумот содржи и индастријал и хард рок влијанија, но според мене сметам дека има опасни песни кои се наоѓаат на него, па потребно е за момент да ја тргнете стигмата на закоравените трешерски предрасуди, дека сите албуми на креатор мора да звучат идентично и ќе може да уживате во моќните дела кои ги содржи ова издание, продуцирано од Винсент Војн од Outkast. Ќе ја слушнеме Leave This World Behind, незаборавната фобија, и доколку имаме време, ќе ја слушнеме Black Sunrise и може Non-Conformist. Потоа се враќам во етер за да ви говорам за ликовите кои што се составен дел од ТВ серијата Dark. Вие слушате Радио Каон 103, ова е седмото издание на емисијата TV103, посветено на веб серијата Dark. Во овој сегмент сакам да ви говорам за ликовите и улогите кои што ги глумат актерите и актерките во оваа серија, и во текот на TV103 ова беше најобемниот потфат кој што морав да го направам за анализирање на овој сегмент, заради тоа што буквално требаше да цртам семејно дрво на 4 фамилии, така што во овој сегмент ме би ве посоветувал внимателно да слушате, заради тоа што работите ќе станат многу матни и многу валкани за кратко. Именно ги раздвоив 4 фамилии врз основа на каква е нивната релација внатре и надвор од нив, така што може да започнеме со фамилијата Канвалд, предводени од Јонас Канвалд, кој што го запознаваме како средношколец, кој е соочен со самоубиството на неговиот татко и неостварената љубов со Марта подоцна. Тој има неколку други интеракции кои не сакам да ви ги напоменам, но доволно е да знаете дека Хана му е мајка и ќе има клучна улога во откривањето на заемната поврзаност на ликовите и е еден од првите свесни патници низ времето кој што ќе се обиде да го врати назад севкупниот процес на патувањето, меѓутоа со по неколку неуспешни обиди кои што ќе проложи само да ја имплицира неговата важност во причинско-последичната врска. Майкл Конвалд, односно Микел Нилсен, кој што подоцна го запознаваме, најмладиот син на Улрих и Катрина, кој кога ќе заврши назад во времето, со тек на време станува сопруг на Хана, додека расте, и татко на Јонас, познат како Майкл. Сега, тука стануваат работите матни, кој се самоубива во првата сцена на серијата. Лик кој ќе ги започне сите инцестуозни перипетии помеѓу фамилиите и ќе стане самиот жртва на тортура при тоа. Меѓутоа, тој го прави преминот одејќи назад во времето од една фамилија, за да се поврзе кога ќе порасне со друга фамилија и при тоа кршејќи ги релациите кои што претходно ги имаат воспоставено и создавајќи нови кои што се дополнително проблематични. Хана Канвалд е мајката на Јонас, масажотерапевтка, која кога ќе се врати назад во времето, ќе заврши со Егон, односно со шефот на полицијата, а во реалноста е всушност сопруга на Майкл Конвалд, односно на Микел Нилсен. Инес Конвалд, медицинска сестра која што го посвојува вратениот Микел од времето за во иднината да стане
оддалечената баба на Јонас која што ја гледаме во првите сцени од првите епизоди. Даниел Конволд е таткото на Инес, односно првиот шеф на полицијата. Ова е краткиот опис на Конволд фамилијата и на нивното стебло и може да се префрлиме на фамилијата со која што има периодични интеракции, односно фамилијата Нилсен, предводени од Улрих Нилсен, сопругот на Катрина, таткото на Марта, Магнус и Микл, полициски офицер кој како млад ги слушал креатор и не можел да го чува половиот орган како повозрасен во неговите гаќи, изневерувајќи ја сопругата со Хана и дури и со колешката Шарлот во паралелниот свет. Тој заглавува во минатото, кога ќе се наврати во ментална институција, заминувајќи назад во времето во обид да го најде своето дете Микл и да го реши случајот на неговото исчезнување, кој што кога ќе порасне ќе стане Майкл и ќе стане сопругот на Хана, која што Улрих ја изневерува неговата сопруга од реалност. Катрина Нилсен е сопругата на Улрих, директорката на школото, која ќе оди назад во времето да си го врати својот син Микл и сопругот Улрих, кој што ќе го најде во менталната институција, обидувајќи да избегаат заедно со него. Марта Нилсен е ќерката на Улрих и Катрина, девојка на Бартош и несудената љубов на Јонас, која што има клучна улога во и носечка улога пред се во третата сезона, станувајќи одразот во огледалото на самиот Јонас и составен дел од двоецот кој што наводно треба да го спаси светот. Магнус Нилсен е најстариот син на Улрих и Катрина, дечко на Франциска и братот на Марта. Мац Нилсен е пак исчезнатиот брат на Улрих од минатото, значи на таткото. А таткото на Мац и Улрих се нарекува Тронте Нилсен, кој што е сопругот на Јана, ако не се лажам. Тој е новинар кој што истражува за функционирањето на централата, а мајката на Мац и Улрих, како што веќе напоменав, е Јана Нилсен, додека пак неговата мајка, односно мајката на Тронте, е Агнес Нилсен, која што ја забележуваме во секвенците од 1954 година, која е новодојдената самохрана мајка во градот со незиниот син. Така што ова е изгледот на стеблото на фамилијата Нилсен, кое што реално носечката улога ја имаат Марта и Улрих, односно Улрих со неговото непресметливо однесување, а Марта со незиниот обид да го врати балансот во универзумот, односно да го врати патувањето низ времето, со тоа што таа ќе добие и неколку лузни кои ќе ги носи на своето тело во обид да го скрши магичниот круг на времето. Се насочуваме кон фамилијата Доплер, предводени од Петер Доплер, бисексуалниот сопруг на Шарлот, психотерапевт, татко на Франческа и Елизабет. Негова сопруга е Шарлот Доплер, која што е шеф на полицијата на Винден, соработува со Улрих, чија што љубовничка е во едниот свет, додека пак во паралелниот свет таа е негова втора сопруга по екзистентниот развод, која што исто така изневерена, и Шарлот како мала е посвоена од страна на H.G. Танхаус. Франциска Доплер е ќерката на Питер и Шарлот, односно девојка на Магнус, а Елизабет Доплер е незината нема сестра. Неговите од имено колено наназад, Хелге Доплер е таткото на Питер, чуварот на нуклеарната централа и синот на Бернт и Грета Доплер, кој што Бернт е поранешен директор на централата. Така што Доплер се врзани за и околу работењето на полициската станица и самата нуклеарна централа, во кој што се разбира одредени ликови и се инволвирани и во самото исчезнување на децата од градот. Да не ја заборавиме само уште една многу важна фамилија, тоа е Танхаус, кој што, како што го споменав, односно очувот на Шарлот, часовничар и прецеписател и ентузијаст за измислување на машина за патување низ времето.
кој што заедно со Марек и Сонја, односно неговиот син и неговата сопруга, ќе имаат круцијална улога во самата серија, кој што неговиот син доаѓа до израз во најклучниот миг на серијата. Марек го запознаваме дека ги слуша The Stooges и не е задоволен од татко му, кој повеќе е заинтересиран за квантната физика отколку за него, па серијата е всушност допира во контекст на оваа фамилија за поправање на односот помеѓу синот и таткото и дали е тој возможен со оглед на тоа што во другите фамилии тоа како е тој нарушен, меѓутоа единствениот спас се гледа во контекст на оваа фамилија. Сега да се префрлиме уште на преостанатата фамилија, тоа е Тидеман. Ќе ја напоменеме Реджина Тидеман, ќерката на Клаудија и Бернд, која што е менаџерка на хотел, сопруга на Александар и мајка на Бартош. Александар Тидеман е, односно роден како Борис Ниевалд, кој што го презема името Александар Кълер по смртта на жртвата по извршувањето на грабежот во кој што и самиот учествува. Еден матен лик, шеф на нуклеарната централа, кој се преименува како и неговата жртва Александар, и неговиот син е Бартош Тидеман, односно кој го споменав како дечко на Марта од Едниот свет, пријател на Јонас и подоцна станува маж на Силја, односно татко на Хано и Агнес, и Клаудија Тидеман, ќерка на Егон и Дорис, односно мајката на Реджина, шефицата на нуклеарната централа, која што ја запознаваме од минатото, која се соочува со отпадните хемиски материјали со кои што треба да се носи. Егон Тидеман и неговата сопруга Дорис Тидеман се таткото и мајката на Клаудија, односно станува збор за полицискиот инспектор кој што го запознаваме од една страна во неговата младост, како еден поствоен офицер, односно началник на полицијата, кој ја изневерува неговата сопруга со Хана и го запознаваме пред пензија како една доста скршена личност, еден алкохоличар кој се измачува 33 години со разрешување на случајот за исчезнувањето на децата пред се. И ја напоменав Сија Тидеман, односно ќерката на Хана и Егон. Хана кога се враќа во времето, станува збор за таа релација која што е воспоставена, и Егон пред се ја изневерува Дорис со неа, која па Сија станува сопруга на Бартош во иднината. Уште да не заборавам да ги напоменам Хано Таубер, кој што е постариот брат на Агнес, односно делото од Сигмундис, познат како Ное, кој си има собствена мисија за отстранување на вишокот фигури од шаховската табла, и секако инспекторот Клаусен, детективот повикан во Винден за да ги реши исчезнатите случаи во 2019 година, односно тој си крие своја дополнителна мистерија за исчезнатиот Александар Кълер, во кој што и тој е инволвиран и е заден мотив за навраќање во ова мало градче. Исто така тука да не ја заборавам само да ја напоменам и злоупотребувачката мајка, која што е уфрлена во една секвенца за да дообјасни однесувањето на Реджина Тидеман со оглед на третманот кој што го добива, така што горе-долу ова се клучните ликови кои ги предводат интеракциите помеѓу фамилиите. Се надевам дека бев што е можно по-симплифицирачко представување беше, се надекова беше по-симплифицирачко представување на ликовите кои што и тоа како се соочуваат со поместување на нивната функција на шаковската табла, меѓутоа инцестуозноста се должи пред се на враќањето на низ времето на Микал и пред се на инволвирањето на Хана и со него и со Егон, што го комплицира љубовниот поход на Јонас, кој се заљубува технички во неговата војна Магда. Амбивалентната глума преовладува на актерите во серијата,
а актерите се познати од мноштво на германски артхаус филмови, но дел од нив имаат релативно успешна холивудска кариера, така што глумат во Red Sparrow, во Hell, во Cowgirl, во Womb, во Warhorse, во The Girl in the Spider's Web, The Bader-Meinhof Complex, во ТВ серијата Parfume. За мене акторот кој што го глуми Улрих беше познат од Look Who's Back, од Enfant Terrible и од Never Look Away, германскиот конкурент за Оскар. Пред се во серијата се изедначуваат минатото, сегашноста и днината во еден мозаик на судбини кои образуваат нишки кои што па се проникнуваат една во друга, оформувајќи еден јазол кој се обликува по двојбата на световите и патувањето низ времето на самите ликови. Така што тука може да направиме една кратка пауза, да за малку здив со помош на Бьорк, односно со нејзиниот албум Пост од 1995 година. Станува збор за арт-поп албум, еден еклектичен микс на електронска музика, односно на најразличните видови на денс, вклучувајќи техно, трип-хоп, IDM и хаус, но и примена на амбиентален звук, джез, индастријал и доста експериментални примеси во музиката. Албум кој што е продуциран од Неле Хупер, од Грем Мейси, од Трики, од Howie B, издаден за One Little Indian и Електра, а спојот на природата и технологијата, реализиран из призмата на надреализмот, најдобро е доловено со впечатливите видеоспотови кои произлегоа од овој албум. Пред се Бьорк соработува со врвните визуелни естети, односно режисерите Майкл Гондри, Спайк Джонс и Крис Канингем, така што кога си во присуство на најдобрите се разбира дека ќе произведеш нешто што е визуелно задоволливо, но со нејзиното доаѓање во Лондон, нејзината музика станува составен дел од андерграунд ден сцената, иако спојот на дувачките инструменти пред се електрониката мене ми се најумилени аспекти на албумот на ова авангардна музичарка со експериментален поп сензибилитет, со препознатлив глас и начин на пеење во синт-поп песните, кои што за некого ќе бидат фолктроника, за друг ќе бидат техно-поп, за трети ќе бидат едноставно впечатливи музички дела. Од овој албум ќе слушнеме Army of Me, It's Oh So Quiet, ќе слушнеме Enjoy и I Miss You, така што им посветуваме само 15 минути на овој албум, меѓутоа уживајте во секоја минута од него. Вие слушате Радио Канал 103, ова е седмото издание на емисијата ТВ 103, посветено на веб серијата Dark. За самиот крај на емисијата сакам да ви напоменам неколку спецификации кои што говорат за квалитетите кои што и поседува Dark. Имено најавата на серијата содржи симетрија, која што си има своја причинско-последична намена, која адекватно се мултиплицира во наредните сезони, како што се отвараат новите времиња и простори. Во поглед на режисерите на ова серија, швајцарскиот режисер Барон Бо Одар со својот постојан соработник Јантје Фреце, кој во Холивуд е познат може и по неговиот крими филм Sleepless, а јас го знам од хакерскиот Who Am I, за кој пишував рецензија Film Plus. Има еден интригантен филм од 2010 година, именуван како Да следсте Швајген. Јас ќе ви кажам за што се работи во филмот, а вие ќе ми кажете на што ве подсетува. 13 годишно девојче исчезнува во мало градче, а нејзиниот велосипед е најден на местото кај што пред 23 години било убиено некое девојче. Ви звучи познато од некаде? Поглед на музиката, мигрираниот австралијанец кој што доаѓа во Исланд, Бен Фрост, авторот на музиката на Sleeping Beauty, Super Dark Times и прекрасната ТВ серија Fortitude, е препознатлив по неговата ладнокрвна, амбивалентна и амбиентална музика, користи во самиот скор машки и женски хорови за амбиентална намена се разбира и продирање на виолини и синтесайзер за да се
начне постоењето на екзистентната мистерија. Креатор не за џабе ги спомнувам во емисијата, мило ми е што 2 пати имав можност да ги гледам додека ја свират Pleasure to Kill во Македонија, затоа што има удел песната Pleasure to Kill не само како референција, туку е дел од лириката за убиецот кој има нарав да убие што е можно повеќе жртви и цитиране стихот од страна на Улрих на детективот Егон, кој во иднина ќе ја купи истата таа плоча, и многу реплики од колоквијалниот говор именно добиваат ново преносно значење кога се реферирани во средбата со патниците низ времето, така што Улрих уште во менталната институција ќе му каже: ама и тогаш нема ти се допаѓа, кога ќе ја имаш плочата во двореца, нема ти се допаѓа музиката, а меѓутоа кога ликовите се соочуваат со нивните дупликати или па со нивните блиски, тогаш доаѓа до ова символично поврзување со фразите кои што се проминентни во делото. Улрих како млад металец носи и палто на кое што е испишано, например, No Future, како референца на Sex Pistols, но и со преносно значење дека нема иднина. За нив не е само анархистичката пркос која што ја символизира. Во поглед на сценографијата, значи имаме дождот, шумата, есенскиот пейсаж во депримирачкото мало место, кое што само е обвивка во која се наоѓаат мноштво на сценографии кои се меѓусебно пред се разликуваат, затоа што соодветствуваат на добата во која се заглавени ликовите, а за пофалба се впечатливата сова за експерименти и раскошната вила, например, од 50-тите, но не се за подценувањето постапокалиптичните призори или германското село или самата пештера. Сега, за рекламите, изборот на музиката, значи костимографијата препознатлива од облеката од 80-тите, од 20-тите, од 50-тите, употребата на мобилните и жичаните телефони, југословенското ќофте кое што е напоменато од 1986 година, Сатеник Пеник, фамата од 80-тите, Медмекс пустелијата, индустриската револуција на 19-тиот век. Значи, мал милион на микросветови во овој макросвет се составени во оваа серија. Во поглед на кадрирањето, Николаус Сумерер, односно е кинематограферот кој што е честиот соработник од доверба на режисерот, кој што користи трекинг шот, користи спори, спор доли пуш, како што знаеме од делата на Кјубрик. Најдобра примена на сплит скрин има во една серија, кај што дури има ликови двојници од различна доба и паралелизирање помеѓу ликовите кои се ставени во судир, во функција на симетрија на нечие постоење, а во третата сезона меѓу световите се оди со After Effects шмукување во лик или повеќе, и пред се повеќе од потребно е да се напишат годините во кои што се одвива действието, во сцените во кои го содржат решението за спречување па на повторното одвивање на циклусот. Употребен е widescreen аспектот, да му се даде на гледачот до знаење дека тука лежи тежиштето и клучот од кај што извираат сите поделби во поглед на фотографијата, со оглед на тоа што се допира до различни периодизации кои што имаат засебни обележја. Гледаме сатурирани бои во оживотвореното носталгично минато, наспроти десатурираните на бои во Dead Zone или во Fallout, како сакате можете да ја наречете пештерата, односно отворот, односно постапокалиптичниот свет кој што содржи па безнадежно сивило. Поглед на надприродните елементи ги има во изобилие, од патувањето низ времето со помош на уредите до паѓањето на мртвите деца и птиците од небото, потребата на сон во сон, кошмарните халуцинации и пред се погледите во иднината и минатото кои што се појавуваат во тие соништа. Хуморот е ригиден и сувопарен затоа што серијата е ладнокрвно сериозна, а мелодрамата е депресивна, а не сатирична. Има дури еротски сцени на почетокот на неколку епизоди кои што стануваат препознатлива практика за самата серија и одличен slow motion вовед во ритамот за воспоставување на текот на самите сцени. Во поглед на ефектите, имаме деца кои што се прикажани со изгорени очи, деца убиени со камен во главата за да не се станат убиец кој ќе пораснат, имаме отворен череп на овца, имаме копач кој што завршува во главата, кој што се
специјални ефекти од првите сезони. Имаме патници од третата сезона кои што убиваат со помош на гароте. Имаме CGI за купола и црна материја од зраци кои што извираат од порталите, но и честички на секаде од патувањата со куглата до осветлување на пештерата со помош на топка која што е во форма на светилка и пештера во која што паѓаат мртви деца од немајкаде. Во поглед на жанрот користени се тропите на научната фантастика, криминалистичката мистерија, неонуар жанрот, coming of age тропите и хорор елементи со помош на специјалните ефекти. Во поглед на стилизираниот јазик го нема, со оглед на тоа што се говори на разбрив литературен германски јазик. Во поглед на недостатоците, забележувам неоригиналност во контекст на инсистирањето да наликува на многу други серии, преземајќи препознатливи карактеристики од нив, но по првата сезона си го диктира своето темпо и разорните судбини на фаличните ликови се ставени во еден атмосферично мрачен сетинг, има оддишка во епизодите. Во првата сезона, во втората се прави мал исчекор на одсечката на времето на двата краја, а во третата може би е најслабата според мене, затоа што прикажува свет кој што е за нијанса поразличен од постоечкиот и Марта е ставена во позиција на дете со жолто палто која вози велосипед во пеплосаниот паралелен свет, што е само преповторување на постоечките текови од претходните сезони и животот на Јонас и на дополнето е семејното стебло со животите на Бартош и Шарлот, кои искрено видам воопшто и не ми беа ни интересни за целата приказна. Поглед на континуитетот на епизодите, Дарк има сценарио кој се базира на искршена, односно на нелинеарна структура и времето е ставено во цврст јазол да ги држи пионите и не дозволува да се убие некој лик со патувањето во минатото, доколку постои, например, во светот неговата возрастна итерација, односно на некој начин времето си ги држи своите координати. Тоа значи дека на тој начин се елиминирани едноставните решенија за анулирање, например, на ликови по волја на патниците низ времето. Исто како што тоа не е стабилизирано патувањето низ времето, баш како што тие милуваат и сакаат, исто како што не може да се вратат од минатото во сегашност на некој од нив, што па би била едноставна дупка во самото сценарио кое што се обидуваат авторите да ја прикријат. Кога се одвиваат паралелните апокалипси, се отвора теснецот помеѓу нив и ликовите може да ги преминат световите и децениите низ порталите. Сега, филериите според мене се одразуваат кога серијата зема здив, односно кога станува репетитивна, посебно во третата сезона, но не го успоруваат действието затоа што прикажуваат меѓусебен сооднос на патниците низ времето, кое само ја збогатува драматуршката тежина во првата и втората. Има можеби по една филер епизода сезона, но засилена е втората со уфрлениот лик на Адам и на инспекторот Клаусен и начнати се белиот ѓавол и човекот со камен, а во третата се не дополнуваат животните страници на Шарлот и Бартош, иако акцентот е представен на светогледот на Марта. Сите епизоди имаат шаблонски терк кон епилозите со опасни клифхенгери и slow motion split screen монтажа која што и предходи. А во поглед на интертекстуалноста и адаптацијата, забележлива е книгата за патот низ времето која што е интертекстуална ознака, исто како што е и представата за Ариадна во која што глуми Марта. Така што има самото навраќање назад и носење на предмети од иднината си има свој удел за нивното позиционирање. Во поглед на атмосферата, гледливоста и убедителноста, играта со символиката на предметите е се присутно, односно тука е жолтото палто, детската капа, подарената паричка, спорото лупење на действието и неговото мултиплицирање. Верувам дека ќе биде несварливо за голем број на гледачи кои кога ќе им се спомне научна фантастика помислуваат на спейс опери и лайтсейбери, а не на приземјен СФ, кој според мене го има едно од најквалитетните напишани сценарија кое е поуспешно од сите шупливи научно-фантастични блокбастери кои што сум ги погледнал минатата деценија и верувајте, сум погледнал повеќе од колку што треба. Поглед на епилогот, Јонас во серијата се обидува да открие кој е причинителот за начнувањето на патувањето на светот и секоја сезона има погрешна потера, додека во епилогот не обзнани режисерот на визуелен план,
кој бил причинителот пред се на несреќата, која во цела сезона се држи на маргините, што е делотворно на хартија, затоа што премрежето на заплетканите животни патиле доволна диверзија за да може авторот да ја скрие тајната, а сообраќањата несреќа се спомнува во првата сезона, но не е елаборирана до самиот крај, се занемарува низиното значење, иако е круцијално за одбивањето на действијата. Поглед на евалуацијата, јас си давам 9 од 10 на оценка, со тоа што првата сезона е најквалитетната, затоа што ја задржува мистеријата, втората гради топос, а третата според мене е најслабата страна на серијата, која е исполнета со излишни диверзии само за да се комплетира сагата, но тоа не одзема од визуелните квалитети кои што го поседува ова 24 часовно дело. Во поглед на продолжение, не би сакал да погледнам, затоа што самите автори најавија дека третата сезона ќе биде последна и сметам дека не ни имале доволно идеи за неја да ја комплетираат, но подобро е тука да се запре, пред да се создаде нешто недоволно квалитетно поради кое што сите ќе зажалиме. Ова е серија пред се со ликови кои робуваат на емоциите, односно на болката и копнежите, борејќи се со прашањата дали ќе се спречат или ќе се спасат саканите. Сега, ова е серија која ги истакнува нарушените односи помеѓу блиските и во својата срцевина го содржи Франкенштајновиот топос, за враќање на времето како начин на победа на смртта и оживување на прерано починатите. Најголемата мистерија на серијата е што му се случило на едноокиот волер кој и покрај 24 часа на снимен материјал за 3 сезони никогаш нема можност да каже што точно му се случило со неговото око. За крајот на емисијата ќе слушнеме неколку композиции кои што се диригирани од страна на Бен Фрост, односно на авторот на музиката на ова амбиентална и очудувачка серија. Вие го слушнавте 7-то издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализирав погодностите и недостатоците на Dark. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии.